На кај да се менуваме според тебе лично, ако тебе ти се даде власт некаква да може да бираш работи, што би превзела од таму да ставиш? Пешачки улици. Што значи тоа? Например, Цела улица само за Тила де Вармала би го направила пешачко. така. Нема Да, кола, да, нема нема кола, забранети коли, ако влизаш мопеди, 100 така евра работи, смеат? казна и така натаму. моторчиња може. Да, може се што е електрично, се што е slow mobility, значи што или што работи на електрично, што не троши, значи што не загадува. Тоа да, меѓутоа би форсирала на пешачки улици и би работела на менување на навиките на луѓето, значи не да правиме повеќе катни гаражи, него намалување на навиките на луѓето да користат автомобил. Тоа е многу битно, затоа што ние ќе се отепаме од градење катни гаражи, луѓето ќе купуваат втора кола, трета кола, четврта кола, мислам, Скопје не е толку голем град, сите можеме со велосипед или со тротинет да се движиме. Абсолютно. Друго нешто? Во однос на зеленилото, например? Па мислам дека би требало да има задолжително во секоја нова зграда, ако се прави, да има зелена површина толку и толку. Тоа да, постои во секоја. Го има, нели? Тоа сакам да кажам. Да, постои, да, меѓутоа сите некако го заобиколуваат. Значи не е А толку. на кој начин, примерно, заобиколуваат? Што прават, знаеш? Па не знам, може би ево во цртежот зелена површина, па после кога ќе се изведе, ќе биде плочник, па после тоа ќе стане настрешница и ќе стане кафич. Не знам, сега не се. А како тоа се минува, мислам, како може така ако има некоја црвена зона, да речеме, како што се тие на град Скопје, да треба да биде зеленил, наеднаш никаква зграда. Мислам, како да кажам, тоа е, пак ќе речам, во нашата култура некако. Затоа велам дека многу треба да се работи на културата на луѓето да го разберат бенефитот од тие работи. Меѓутоа, исто така и треба радикално да се работи на тоа. Ете, ако пешачка улица е крај. Нема. Радикално значи, например, ако се зградите изградени една до друга сега, дека може да ги рушиме сите. Не. Јас никогаш не би одела на тоа. Мислам дека треба да прифатиме фактичката состојба, а понатаму треба да постапуваме со построги мерки и порадикално. Тоа што е изградено, крај.